Добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на За или Против, последно за оваа работна недела. Денеска е петок и се надавам дека имате концентрација, нерви и време да не изгледате, бидејќи имам многу интересни гости чии ставови вечерва ќе се соочат на теми актуелни пред се политички, кои се разбира ги засегаат најмногу граѓаните во Република Македонија. Насловот на вечерашната дебатна емисија, односно вечерашниот политички магазин, неговиот концепт е која води Македонија, ДУИ или СДСМ. Токму тука и ќе ја почнеме дебатата, но претходно ви должам запознавање, односно представување со моите вечерашни гости. Вечерва во За или Против е универзитетската професорка Солза Грчева, председател на Глас за Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам Добро вечер. Што сте дел од За или Против, и господинот Рубин Земон, председател на Партијата за општествен и економски развој, односно Напредок. Така е, скратено ПОЕН, но и директор на Think Tank организацијата Центар за напредни истражувања. Се надавам, има многу што да истражувате. Добро вечер и ви благодарам што сте дел од За или Против. Добро вечер, само јас сум професор, да не се дискриминирам. Така е, извинете, не е дискриминација, мој минус ја заборавив. Значи имам вечерва двајца универзитетски професори и провокативни личности. Зборам заради вашите настапи, заради тоа колку сте гледани кога сте на малите екрани, па моја е привилегијата, задоволството е на гледачите и почнуваме не според формулата за дамите прво одиме со вас, Земон. Токму тука е стартот, односно прашањето кое што го најавив како и насловот на емисијата. Ковачевски формално се подпишува како премиера, ма предпоставувам дека ако сте доволно искрен ќе се сложите дека власта ја води ДУИ, а СДСМ се однесува како помалиот коалиционен партнер? Па добро, сега вие предвремени ме потикнувате нешто да кажам што не сум се сложил. Така што во секој случај премиер на владата е Ковачевски и знаете вие добро дека кога се правеше коалицијата, ова владината од вториот мандат, да кажеме, на СДСМ и ДУИ, дека се договорија че има и прв заменик председател, кој што ќе има малку пошироки ингеренции, иако тоа не е предвидено ни со устав, ни со закон. Тоа го направија со некој си интерен акт во владата и во секој случај јасно е дека владата ја водат заедно. Премиер е Ковачевски, Артан Груби во секој случај прв заменик премиер. Иако ја не се согласував, иако сум коалицијата, со бројот како се расподелија ресорите, во секој случај не се испочитува уставниот амандман за соодветна и правична застапеност на сите заедници. Во ова влада е тотално на ниво на министри е биетничка, бинационална, кој што ние како партија во главном сме против таква, ние имаме реалност, ние мултикултурно општество, требаше и тоа сега сите искуства преходните влади беше дека имаше и по некој мисла од другите заедници. Ама останавте во владата како коалиционен партнер на СДСМ и ДУИ, иако ве нервира фактот што или сте против тоа што е бинационална владата. Не учествуваме во владата никако ПОЕН, него сме чисто така во коалиција со други позиции. Добро, и тука морам да речам заради одредени директорски места и други привилегии? Па добро, идеолошки што придонесувате во немаме сега директори, кога дојде и алтернатива, ни озедо и одреден број на директори, кои што може би сега не ги вратат, не знам, се уште се разговара околу тоа, или че ни дадат нови позиции, меѓутоа во секој случај, нашата коалиција се базира, барем од нашиот признак, нашата партија, повеќе од идеолошки политички причини, не од прагматични причини на функционери. Ќе ве задржам уште малку на темава, концепцијава ваква и да не се сложувате, но е по ваков страшен голем скандал кој е еден од многуте, но е последен, затоа го издвојувам, во врска со надзорот за коридорите, да бевте Ковачевски немаше да побарате супервизија, да инсистирате на постапка на расветлување на скандалов. Во случајов тој се однесува како заложник на Груби, односно како да го штити. Па добро, ваше право да имате ваша перцепција, меѓутоа во нашата држава сепак има и надзорни органи, институции кои тоа може да го проверат. Така да барем ова влада се покаже дека ако има некоја се работи за корупција или за некој си, да кажеме, некој криминал, видовме, имаме пример дека двајца поранешни грански на владата се во судски процеси беа притворени и така натаму, така што мислам дека во влада го немаме тој проблем. Да оставиме да институциите да, не се ни тие судски процеси готови, но како и да е, значи ако сте Ковачевски, немаше ни вие да барате
супервизија на овој договор? Па не е тоа отврна можност, можеби ќе има супервизија, од каде да знам. Што институциите си работат, треба да се работат својата работа. И најдобро кој тоа го прати институциите, а не да биде тоа вака преку некои си медиумски кампањи и пропаганди. Добра. Господју Грчева, председател на Собранието, консензуален председател кој раководи со армијата со печат на албански јазик, ист број на министерства со македонците и сега албанец премиер. Со овие работи груби се фали во соседните земји, дека тој дуи направиле се и се што за албанската заедница во Македонија, меѓутоа што Ковачевски и СДСМ направија за македонците во Македонија, тоа го прашавме вчера на пресконференција премиерот и тој рече дека не сака да двои по етничка линија, државата била и на македонците и на албанците и рече дека почна да ги набројува автопатиштата изградени во државава, кои неколку пати се смеам, не сакам да звучам безобразно или многу иронично, но фактите на експертските анализи говорат дека тие автопатишта реално не постојат за кои тој зборува, а дотолку повеќе да ги издвои како големо нешто направено за македонците во државата. Што направи СДСМ и Ковачевски за македонците? Апсолутно ништо. Значи, уште заев со подпишувањето на Преспанскиот договор создаде, поради коалицијскиот капацитет со ДУИ, без ДУИ немаше да има влада, значи 46 пратеници СДС и 15 ДУИ. Сега и од тие 15, тројца од нейните се трнати, практично со 12 пратеници ДУИ, а влада е државава, кратко и јасно. Тука е Ковачевски една фигура која што има титула некаква, меѓутоа за таа титула не стои моќ. Уште заев, да не ја прекинувам мислата, создаде бинационална држава, го сруши рамковниот договор, колку и да бевме ние против тој рамковен договор, сепак се имплементираше во Уставот. Сега немаме никакво мултиетничко општество, тоа можеме само да се лажеме, поготоа да се лажат другите етнички заедници. Сега имаме владение само на две етнички заедници, македонската и албанската, при што македонската е дефанзивна, а албанската е многу офанзивна. Да вие со 12 пратеници на ДУИ практично имате и спикер на собрание, и еден премиер привремен, каков и да е, да имате председател на Врховен суд, да имате главен јавен обвинител, да имате вице-премиер со измислено министерство за замислите за политички систем кој што не направи никаков рез во политичкиот систем. Тоа значи дека, точно како што си го кажа Груби, само задоволно, Приштина и Тирана се многу задоволни. Се прашувам, која е таа суверена држава која што дозволува да живее на задоволството на соседни земји? Значи, се работи за еден груп упад, кој што е, би рекла, и многу опасен. Ваквата патека, по која што тргнал СДС да не води, уценуван од овие партии, по секоја цена да остане на власт, можно е да не одведе брзо и до федерализација на државата. Зато и тоа само задоволство огромно на Груби за кое што зборува. Од Косово. Нека не се фалат со патишта, значи цел мандат си го истера многу комотно и убаво. Мандат исполнет со врвна крајна корупција, ги спомнавте коридорите, 1,3 милиарди евра се во прашање. Надзор треба да го прави некоја фирма која што продава текстил, долен веш, гаки и така натаму. Другата фирма е раководена од лице кое што е прогонето од, мислам, од Ерменија. И да вие не побарате сериозна супервизија на една голема инвестиција, е навистина крајно сомнително и тоа е јасно се работи за коруптивна сделка. Да престанеме веќе да ги китиме работите. Ништо не работи во оваа држава. Правосуден систем не работи, апсолутно ништо не работи. За патиштата, па тоа нека не отварат уста воопшто за патиштата. Од едно Косово кога ќе влезете,
во Македонија ви се чини како од Калифорнија да сте влегле некаде во Пакистан. Македонија е една темен вилает стана со попаѓани знаци по патиштата, темничишта со дупки и така натаму. Што направиле? Ни еден пат, ни еден километар не е направен. Значи, реков, си истераа многу убав мандат, ветувајќи една лажна светла иднина во видот на Европската Унија, цело време со ветувања дека ќе ни биде подобро и не работејќи ништо за сегашноста. Тоа е фантастичен еден избор кој што се го направија. Но ние сме криви како народ што тоа им го овозможи. Господине Земун, имате реплика можеби на сето ова изложено од господја Грчева или нежино видување, така што секој си има право на своје видување, кој не се согласувам со голем број на Например, констатации. со што би сакала да знам со што не се согласуват. Па, кажав и преска, значи да оставиме на институциите да направат, можеби че има супервизија. Институции не работат во Македонија, тоа е најголемиот Не проблем. ви упажав во збор, секој... Нема правиме дебата, нели? Па не знам кои се правилата, ако Не, Иве, ви даваме простор, кажете во одбрана, Иве. Сепак сте дел од владеачката коалиција, велите не сме во владата директно, ама сте дел од владеачката коалиција како поен. Во одбрана на сите овие, еве, факти кои ги изнесе Грчева, немате ништо што да кажете. Оти знаете како, ако речеме, или еве, како што велите, да им оставиме на институциите, па 7 години веќе ќе се случи, како што им оставаме на институциите, правна па држава и демократијата, сето тоа се решава по системот на институциите, така што на основа на кои се медиумски анализи кои се легитимни со така, меѓу не може да ние тука пресудуваме дали да висне имаме. Ама Ива, господине Земан, например, корупција. имате нема ни 8% доверба од релевантни странски меѓународни организации, истражувања, анкети во правосудниот систем. Да, Тоа не е медиумска кампања. Тоа ни дава право да влеземе во анархија, значи сепак ние мора да ги почитуваме институциите. Нека Што ни дава право да влеземе во анархија? па да не ги почитуваме институциите и Не, нема правниот доверба систем. граѓаните, само 8, односно помалку од Добро 8. сега, тоа доверба. Ја мјата да и ми се бевме тука и кажаме, дека сите тие анкети за локалните избори видове дека се ги промашија. Значи никој не превиде тоа што се случи на локалните избори, баш кај вас бев гости, така што не им верувам многу на анкетите. Ни на американските институти, организации странски. Па добро, не е тоа апсолутно, се е релативно, така што. Добро, би Не знам сакала... зашто, зашто го тестира Никола Груевски колку има рейтинг, мислам. Еден пример, зашто дискутабилно. По кој остои причина, нели тамо мереа колку има рейтинг Никола Груевски, кога беше тоа, пред месец и пол, така или два. Па може би да покажат Значи за јас жал се дека има бавам, се поголем бавам со отколку такви актуелните анализи, властодържци. се бавам со такви анализи, не знам која беше причина да го стават Никола. Ај добро да го поставиме вака прашањето, зошто тогаш тој имаше поголем рейтинг од овие актуелните властодържци? Па не знам, методологијата јас не има нагледувам, меѓутоа тоа што резултат што излезе Тоа е вашето гледање, индикативно. Така што ја генерално на голем број на анализи не им верувам, така што уште им се верувам, исто не до крај. Така што се е релативно што кажува Јајнштейн, така што Значи не верувате дека му е поголем рейтингот отколку на пример Ковачевски? На Груевски дека му е Груевски? поголем отколку на Ковачевски. Не верувате дека тој показател на процент е точен? Значи ако ние сега не знам каква улога има Груевски во нашето општество, значи тоа е проблемот, дали има поголем или помал рейтинг. Па добро сега ако ве Значи, прашувам, која на како Груевски новинар би улогата требало во да ми нашето одговорите. општество да ние го тестираме Груевски, така ли? Така што тоа ми е една од Добро, би сакала работите. да ве чујам што да наброите 3 работи кои ги има направено актуелната власт, вие сте дел од неа, за египтјаните во Македонија, 3 клучни работи. Па јас не сум да кажеме етноцентрист и не ги гледам политиките на тој начин. Значи покрај тоа сум припајан на една заедница која не се променила преамбулата на уставот. Сега тоа го оставаме во сферата на тоа е мое разбирање, на културните права, на малцинските права, а не во градење на политиките од секојдневниот живот. Меѓутоа, во секој случај, ова влада има поголем сенс за прашањето на така наречените останати заедници, не само на египчаните, те гледаме и за хрватите, и црногорците, и за евреите, и сите. Добро, бидејќи вие сте представник на таа заедница. Па тука ја во не студио, само во тоа, Загреб. единствен пратеник до собранието во имената Така е. состав, што кажа че имам интересите на сите тие неспомнати во преамбулата на уставот и барем дека бев таму, пратеник доаѓа од сите тие заедници, нели ги кажува нивните маки и што можеме да направиме. И така што мислам дека барем се ако ќе ги дојдат и до останалите измени, ќе се
ќе се исправи таа неправда која што ја имаат овие така наречени останати или другите во преамбулата на Уставот. Да, ќе зборуваме за отворањето на преамбулата на А што Уставот. се однесува, прилично сте што се сигурен дека ќе однесувајте случи. баш за египчаните, значи ние за прв пат со ова коалиција добивме во 2 мандати советник во општина Охрид, што до сега не беше случај. А колку има точно, ве прашав и минатиот пат кога бевте во ова студио, Да. кога тогаш беше што не е јасно, сега сменили друг Добро, концепт. не е битно. А колку точно има египтјани во Македонија? Или околу? Од прилика? Овај пописот за мене не е исто релевантен податок. Од службени се узатите официјално, меѓутоа колку се вистините, не знам. Значи последниот попис излезе некаде 2400 египчани, што е еден од нашите лидери во Охрид кажа толку се собираме ние за свадба. Така што во секој случај Сакате да кажете дека не го признавате пописот? тие се официјални резултати и тие нашите водачи им бидат водилка за многу податоци, за многу информации до наредниот попис. А дали е реален, е тоа друго прашање. Грчево, дали имате реплика? Имам реплика, се зборуваше за тоа дека треба да имаме доверба во правниот систем и во институциите. Да, ја би сакала да имаме, но ние немаме независни институции, тие се сите подгазени, ние имаме заробена држава, а за правниот систем овој не е тоа рейтинг, значи тоа е испитување на јавното мислење. Му верувам апсолутно, дури мислам дека и процентот може да и помали. Кога бев во собрание се правеа тие рейтинзи, секогаш на правосудството бил низок рейтингот, но сега е најнизок, апсолутно. И како ќе биде висок, кога имате една академија за суди, што е добра како институт да постои, меѓутоа таму имате снаи, зетови, внуци, синови и така натаму на сите челници во државата. Јас дури се пошегував во еден Facebook статус, реков, внимавајте, во ова институција ќе се случи инцест, кога и да е, бидејќи сите се роднини помеѓу себе. Јас во таквото правосудство не можам да верувам, значи не можам. Не можам да верувам во правосудство кое што го ослободи од оптужби, да речам, Зоран Заев конкретно, кој што го слушавме како бара подкуп. Значи, директно го слушавме и го гледавме на екраните. Не можам да верувам во правосудство, при тоа не сакам да ги под исто сведувам сите суди и обвинители, имаме луѓе со интегритет и тоа како, меѓутоа зборувам за системот на правосудство. Системот за правосудство кај нас е живо промашување. Значи, од врска до врска, од пријател до пријател, од роднина до роднина, ние добивме правосудство каде што еден куп луѓе, да речеме од 27 април, лежат по затвори, по зандани би рекла, во никакви услови, веќе 6 години се внатре, никој не води сметка за тоа, обвинети за тероризам, пазете, што е смешно, што е нонсенс. Од друга страна, гледаме како лефтерно се извлекуваат разни луѓе кои што се апсолутно докажани дека имаат направено криминал. Испадна, например, дека секој генерален секретар во владата мести тендери. Прво едниот, па потоа веднаш и другиот. Зашто тоа и како би го правеле, кога не би знаеле дека низ иглени уши ќе се провлечат низ тој наш систем. Значи, тоа е за едни мајка, за други е макија, луѓето тоа го знаат и затоа го оценуваат као такво. Би сакала да имаме независни институции и се борам за независни институции. Во програма имаме департизација на институции, одвојување на власт и така натаму. Меѓутоа, ние независни институции немаме и луѓето не им веруваат на институциите. Тоа е проблемот. Значи, најголемиот и најгорливиот проблем е тоа. Околу верувањето на институциите. Значи, не можеме ние да пресудуваме се и се што според рейтингот колку народот верува. Ние знаеме во историјата дека народот го осудил Дано Бруно, народот го осудил Исус Христос. Така што не секогаш нели треба да се базираме на тоа колку има доверба нешто во Ама едно со друго нема Па врска. точно така, не треба ние да се базираме све колку има рейтинг, а и тие истражувања се на некој си пример од 1200 испитаници, значи ние не можеме на тоа да пресудиме. Така што мислам дека не треба толку да избрзуваме со
со такви оценки, иако, кажувате вие, доаѓаат понекаде и од релевантни институции од странството, кои што... Вашата think tank организација не прави ваков тип на истражување на јавното мислење? Не, доволни се, дека што нема потреба и ние да правиме, иако ние почне се бавиме со други проблематики. Како човек, како професор, како политичар, не мислите дека беше неправедно тоа вчера што се случи во собрание, иако сите очекуваа дека нема воопшто да добие шанса законот за амнестија да биде воопшто дискутиран па гласан, значи не ни влезе во собраниска процедура, не мислите дека е неправедна одлука на мнозинството? Еве на СДСМ конкретно. Мислите за амнестија на 27? Барам да даде можност да може да се расправа за законот надвор. Па не бев многу баш упатен во текстот на тоа што содржи тој закон за амнестија, меѓутоа мислам дека сепак тоа имаше сигурно мислење од владата и од стручни институции, меѓутоа имаше и јавна дебата, повиканите институции окажаа своето мислење, мислеме никој во главном само опозиционите, да кажеме, настроени и размислувања. Јавна дебата за законот за амнестија или јас сум грешка, не се сеќавам дека Да. имаше? Да. Добра. Тогаш извинете, многу информации сепак. Така што некогаш сепак, знаете, ако сме ние поединци, да кажеме, во не сме ние за све компетентни и стручни, мора да се наслониме на покомпетентни институции, поединци кои ќе кажат таа работа. Така што мислам дека апсолутно не е место тука да дискутираме баш за таа тема, бидејќи уште повеќе сме политичари, не треба да се мешаме воопшто и во да коментираме за правосудниот систем и одлуките таму. Ја мислам дека народот треба да го има првиот и последниот збор. Во цел свет уставот му припаѓа на народот. И првата реченица е ние народот. Не е ние власта, како што ние сакаме да представиме. Секој устав е ние народот, бидејќи тој нам ни припаѓа и ги уредува нашите односи, а не односите во владата. Други закони се однесуваат на владата. Ако веќе зборуваме за амнестија, ние требаше да зборуваме како добија амнестија оние кои што во собранието гласаа за уставните измени. Дел од нив. Заради нив се менуваше за одредени личности и кривичен законник за да не влезат во затвор. И се даваше амнестија од рака на луѓе и ние сега зборуваме дали амнестија треба да им се даде на овие што се затворени од 27 април. Реков, во овој правосуден систем никој нема доверба, но за жал во законодавниот дом веќе нема никој доверба. Тоа е друго прашање. Како може законодавен дом да не се свикува цели 2 месеци, а да тоа не е регулирано со закон? Значи, не може, ако над 1 месец не се свика собранието, владата повикува на предвремени избори. Се знае во развиените земји на кои што, ете, тие се повикуваат. А кај нас се крие дека немаат мнозинство и 2 месеца не се собираат воопшто во парламентот. Така да јас ја спорам и улогата и дефиницијата на ваквото работење на собранието. Ова е веќе, знаете, одамна беше тоа гласачка машинерија на власта, исклучиво, меѓутоа сега ги помина сите можни бариери и граници. Сите можни. Оваа власт, како што реков, се држи на конец. 8 влегоа од Алијанса, 8 им излегоа пратеници. Значи, пак дојдоа на истиот број на пратеници. И упорно се држат на власт без никаква, да речам, народен капитал за себе. Немаат гласови за себе, немаат луѓе за себе. Немаат уопште право да носат некакви сериозни одлуки, избрзано, кој што ги носат и така натаму. Значи, ништо не покажа работењето оваа власт, освен едно хронично неработење, една грандиозна корупција, за која што реагираше и американската амбасадорка. Еве, ни помалку, ни повеќе, ајде на неа да и веруваме барем, дека го лоцираше криминалот во високите ешалони на власта, ништо не ги помрднува од тежиште. Гледаат ден за ден да купат, бидејќи секој ден им вреди некоја пара. Еве тие 1,3 милиарди евра
гледаме како ќе ги држи на власт по секоја цена. Значи, нема олеснителна околност за постапките и неработењето и лошото владење на оваа власт. Земан, како да се сложивте дека нефункционален е парламентот, а вината е во власта? Не, вината е во изборниот систем. Значи, апсолутно парламентот нема таа улога што треба да има според уставот, не само овој состав. Од кога се воведе овој систем пропорционален, дека наречен 2002 година, навамо парламентот ја изгуби таа доминантна функција што треба да има во државата. Односно да биде законодавен дом меѓутоа не е дом каде што владее демократијата во државата. Значи, на некој начин прво имавме такви доста примери и со преходните влади, каде што не се решава однутру во парламентот, се решава по некои си клубови на пратеници, по некои си пржински домови, тамо се решава проблемите, не се решаваше во парламентот. Подоцна надзорната функција на парламентот е многу слаба, да кажеме, према владата, не само ова, генерално ќе кажам, а се од тоа е последица на тоа што ние воведовме еден систем изборен, кој што не е само прашањето на изборните единици, генерално на пропорционалниот систем, на начинот кој што се бират кандидатите, што се десуваат кандидатите, нема една можност да граѓаните директно влијаат кој да биде избран кандидат од листата, што немаме отворени или преференцијални листи, не како точно, мислам, зајсе кој модел би се дискутирало. Немаме начин како да внесеме моćна политичка сила во парламентот, сега што не се случи можеби инцидентно со една или две партии во некој си различен, да кажеме, изборен циклус. Многу малку во медиумите има можност партии што се од тоа, кажеме, големата тројка или четврка, сега како да наречеме, две од македонски и две од албанскиот кампус да говорат. Може би се малку се промета ситуацијата, меѓутоа кога власта не доаѓа, еве големите од власта не сакаат да дојдат во Алфа. Ретки примери се помалите коалиционери, еве како вие, често знае да дојде Стојан Чангелов. Ета така, но власта изрично е против. Значи, ние секогаш го фалиме народ и граѓаните, треба малку да го критикуваме народот. Значи, кај нас немаме демократска критична маса да го казни таков однос ако некаде нели некој си политичар, не знам што, или погреши или не респондира со медиуми како што треба. Посебен случај е што се случи со трагичната несреќа во Грција. Видиме што се случува веднаш. Нели како народот реагира, па веднаш дава министер оставка, па се по вертикала надолу нели се публикува. Генерален штрајк. Тоа е притисок на граѓаните. Кај нас за жал таков притисок барем или е добро амортизиран од овој систем што е доста изгледа, не е само оваа влада. И преходните, да кажеме, овие колку имаме од 2002 година, 2001 година наваму, добро се амортизира тој удар или гнев, да кажеме, на електоратот. А нормално и тука и медиумите, се не забораваме кога сепак и медиумите имаат голема улога во тоа каков е демократскиот амбиент. За жал ние имаме медиуми прилично доста поделени за едните за другиот табор. Многу ретко може да најдеме медиуми што навистина ќе бидат, да кажеме, критични кон двете опции, и опозиција и позиција, да може народ да им даде некоја си доверба. Па тука јас во одбрана на филата ќе кажам дека има доволно лепеза на медиуми, па може народот да гледа, да се спореди, да се извлече заклучок. И тоа го дели електоратот пак. Има електорат што гледа само Алфа, или електорат што гледа... Добро, што прават помалите партии во власта во борба за граѓаните, односно за правата на народот кој ги избрал? Еве, вие што направивте за оние кои вас ве гласа? Па добро, кога следевте дека јас бев пратеник, имав прилично доста иницијативи. Например, ама што од тоа се реализираше? Тоа е друго прашање, што се реализираше. Меѓутоа, ете, се слушна иницијатива што има во коалицијата има некој вид, да кажеме, демократија, либералност да може. Само за да зборувате, а не и да остварите. Па понекогаш доволно и тоа. Или да се слушни, да дебата, значи ние дај кога зборуваме после за малцинствата и за ова за да, ќе зборуваме за едноштвото. Значи има и такви модели што се дозволува на помалите партии или на малцинства да барем да им се чуе гласот колку што треба во институциите. Кај нас и тоа е загушено. Така што тука значи признавате дека е загушено сега тоа? Од системот, не од коалицијата, значи не. Ма коалицијата требаше да го промени или?
Па требаше, значи не треба да се фали се, значи имаме и промашени работи, не е дека е нешто идеално, ништо не е идеално во секој случај, има и промашени работи, има работи кои што се надеваме дека ќе се променат, не успеавме да ги промениме или не се успеа да се променат, така што ќе има нови стратегии, нови проекти, нови како се тоа акцеса проучен, значи пристапи до некои проблематики, секоја појава, секој феномен дава нов проблем и но треба нов пристап, така што во секој случај барем ние се бавиме со наука, знаеме кога секој треба нова методологија, нов пристап за голем број на проблеми. Следниот збор го имате вие, Грчева, направиме многу куса пауза за реклами, бидете на Алфа, се враќаме за кратко. Ајде. Добре дојдовте назад, за или против петок. Вечерва во студиото дебатираат Солза Грчева, председателка на Глас за Македонија, универзитетски професор и исто така нејзин колега, односно универзитетскиот професор Рубин Земан, председател на партијата за општествен и економски напредок. Добре дојдовте за оние кои сега се вклучуваат. Следна тема за која ќе зборуваме е можеби во вториот дел, ама најгорлива кога станува збор за оние идентитетски проблематични точки за кои се уште трае дебатата и се чини уште ќе трае. Господине Земан, вие сте за уставни измени и внесување на бугарите, господја Грчева, вие сте против. Повелете со аргументацијата. Прво, не сметам дека централно прашање треба да ни биде Бугарија на патот кон Европа. Ние треба да сите, да речам, наши забелешки, дискусии, лобирања да ги пренесеме кон Брисел, но имаме една крајно немотна дипломатија, која што многу тешко се справува со меѓународните односи и со меѓународното право. Мислам дека немаат ни познавања доволни. Она се што Бугарија го побара, го преточија во преговарачка рамка со амин на Европа. Значи, ние излеговме длабоко, далеку од тој договор за добро соседство и сега немаме ни налик нешто на тој договор. Во тој договор немаше ни уставни промени, не се заговара воопшто како услов. Во нив немаше ни оној протокол срамен кој што Османи го потпиша, кој што е страшен и да се погледне. Мислам, тоа само една окупирана земја може да прифати такви услови. Но не мислам дека е Бугарија тука клучна. Бугарија одработува, тоа е моја теза и не одстапувам од таа теза. Мислам дека е тоа само раката, продолжената рака на Европа, таа врши една услуга на непроширување на политиката, на непроширување на Европа. Јасно и гласно сакам да ја кажам на целата јавност. За Македонија во догледно време, а тоа е многу долго, значи децении од сега, Европската унија е затворена приказна. Европската унија пред се, да употребам, па време да се употребат и такви зборови, не лаже. Не лажеше и после Преспанскиот договор, кога Меркел дојде во Скопје, еден куп челници се изредија и ни рекоа дека на брз колосек ќе одиме. Само овој услов се имаме да го исполниме и готово влегуваме во Европа. Самиот датум за преговори нема никакво значење, тоа е од символично значење. Дури отварањето на поглавје и скринингот, тие секојаш ќе имаат интерес да го држат отворен процесот. Зошто? За да не влезе овде некое друго влијание, конкретно руското и кинеското влијание. Тие, што и ние да правиме, и да подпишеме се, и устав да промениме, тие не мислат да се прошируваат. И да се прошируваат пред нас би се прошириле дури и со земји како Украина, која што е растргната од војна, и со Молдавија, и со Грузија, бидејќи тоа се политички и геостратешки одлуки. Зарем еден Кипар, кој што не ја контролираше својата територија, која што е земја која што пере пари само и без никаков закон, зарем една Бугарија, зарем една Романија беа примени затоа што ги исполнија условите? Не.
бидејќи се имаше геостратешки интерес. Геостратешкиот интерес за Македонија заврши со влегување на НАТО на оваа територија и точка. Значи, они нема да го затворат тој процес, нема да престанат ни пари да ни даваат. Она ситна боранија што ни ја даваат, оние ситни трошки од таа трпеза ќе ги добиваме. Но ние Европска Унија не гледаме за жал. Не затоа што ние не сакаме или дека не сме ги изгласале во уставот бугарите, туку дека јасно беше кажано и од Макрон и многу директно кажано на 9 мај лани дека проширување со овие земји нема да има. Туку да се задоволиме со на Европска заедница, некој како беше... Да, точно така, значи се размислува повторно за тие концентрични кругови во кои што околу би се наоѓале една низа на демократски земји кои што би гравитирале кон Европската Унија, па би се вратиле можеби на концептот на заедницата кој што си постоеше. Европа е толку сега оптеретена со војната во Украина, каде што НАТО практично се бори со Русија, една прокси војна се води преку крвта, да речам, на украинците, што е влезена во дебела енергетска криза, во индустријска криза, ако сакате, на крај, на памет не е уште да чепка по Западен Балкан. И јасно ни ставија до знаење, кога им дадоа кандидатски статус точно на овие три земји што ги спомнат, дека сега не е време за проширување, тоа беа нивните зборови, туку за решавање на безбедност. И факт е дека Европа нема изградено собствен безбедносен систем. Значи, со сите овие проблеми со кои што е оптеретена Европската Унија, ние можеме да се влечкаме и да се само лажеме овдека, дека брзо ќе оди, тоа нема да оди. Една Турција преговараше, почна од 1987, 2005 почна полноправно да преговара, отвори 16 поглави од 33, за да 2019 го прекине, конечно го суспендира процесот. Не постои сега за сега политички интерес, стратешки интерес за влегување на Западен Балкан. Тоа се однесува и на Албанија, да не се занесува, Косово веќе да не збориме, тоа се однесува на Босна и Херцеговина, тоа се однесува на нас. И оваа влада просто маестрално успеа 6-7 години да ги протера на лагата Европска Унија, не работејќи на сегашноста. Секојаш имаат еден аргумент и ми ја затварат и днината на младите. Не е точно, младите не избега, а избега од неодговорно работење, од корупција, од партизација, од се избега. Значи, ние не работиме, си наоѓаме алиби, изговор, да не работиме на сегашноста, да ни е сега добро, ветувајќи некоја светла иднина. Тоа се лаки. Ве уставив, добро ги сублимиравте сите работи врзани за темава, но на крајот морам да бидам гласот на народот, односно сепак јавноста не очекува дека ќе се разбуди еве ваква една насока на актуелната власт, а уште помалку на самиот електорат. Односно, ја имаат изгубено апсолутно вербата во тоа дека ќе бидат слушнати како народ, односно да резимирам и да бидам директна дека уставните измени ќе се случат без разлика на волјата на граѓаните. Вака сега. Јас мислам прво дека нема да се случат тие уставни измени, бидејќи е потребна опозицијата за да се случат тие уставни измени, а не верувам дека опозицијата е спремна да ги гласа. Не знам какви притисоци да се вршат, нема да ги гласа. Многу им е јасно дека следните избори, од добиени избори, ќе ги изгубат ако ги гласат. Бидејќи, пазете, над 75% од граѓаните се против уставните измени. Против уставните измени. Да, тука има веќе албанци, македонци, роми, турци. Све, најмалку албанци, значи најмалку албанци, но има срби, има од другите етнички заедници, се против. Значи не можат да го прифатат тоа. Од една едноставна причина. Прво, не е во ред да устав секој неколку години ви отвараат комшиите, соседите. Уставот му припаѓа на овој народ овде, што живее, не на соседите кои што бараат да ни се отвара нашиот устав. Второ, како може Бугарија да бара нешто од нас што не мисли реципрочно да го оствари?
ке речете нивниот устав не е таков, не дозволува набројување внатре на малцинствата. Но се работи за една суштина. Бугарија не ги признава македонците воопшто кај нив. Не се работи дали ќе ги стави во уставот или не, туку забранува се што е македонско таму да постои. Значи, не можете и не смеете да барате нешто од друга земја, а да реципрочно не можете да одговорите. Видовме дека они тоа можат да го барат и го барат на еден дрзок начин, меѓутоа тука е крива нашата дипломатија. Тука е крив и Османи и целата таа свита која што оди малку во Софија и преговара. Знаете, мислам и сигурна сум дека ако тоа одеше на грбот на идентитетските прашања и воопшто на загрозување на албанската заедница како таква, а не на македонската, тој Османи ќе избегаш од Бугарија инстант. Значи немаше ништо да им удоволи, нити да не држи овде под постојан притисок дека мораме да гласаме нешто. Значи, ово отворено го кажувам. Тие гледаат за своите интереси. Наш греф е и наш недостаток што ние не гледаме на нашите интереси. Јас мислам дека било да ги гласаме или да не ги гласаме тие уставни измени, ние кон Европа не одиме. Не одиме. Добро. Зимон, извинете, потраа малку, но сепак ги добивате сега вашите минути за ставот. Колку што ви треба. Рамноправни сме во однос на гостите. Вие станавте и јас да станам. Па да, беше сериозна е темата. Добро. Вие сметате дека треба да се внесат бугарите во уставот и ова го тврдите уште од поодамна пред да воопшто да се случи рамката за ваква иницијатива. На ваша емисија бев прв што кажа дека решението е да се уведе бугарите во преамбулата и отварање на катедра на бугарски јазик на нашиот филолошки факултет, која беше проблемот со јазикот. Сега го немаме тој проблем веќе. Знаете, мојот пристап кон проблемот е поинаков, иако е реален. Не кажам дека не е реален и сите овие грижи што ги покажуваат представниците, да кажеме, на македонскиот народ, политички, невладини, дека натаму, се легитимни и објективни. Меѓутоа, кажавме нашиот интерес. Нашиот интерес апсолутно е да ние одиме во Европската Унија. Ја како етнолог антрополог кажувам, одговорно, че ја скинам мојата диплома, дека во никој случај македонски идентитет не е во опасност кога ние ги внесеме бугарите во нашиот устав. Друго прашање. Ова година славиме 25 години од Рамковната конвенција за националните малцинства на Советот на Европа, што Македонија меѓу првите ја потпиша. 97 година, 98 влезе во сила. За жал, сега излезе последниот извештај од петтиот циклус, ниту еден медиум, тоа беше пред месец и пол дена, не кажа што пишува тој извештај за Македонија. Само кажа објавија дека се одби предлогот на Бугарија да се внеси во извештајот на Советот на Европа резолуција дека Македонија дискриминира бугарите. Точно се одби, пошто нема реална основа. Меѓутоа другите наоди тамо никој ништо не објави. Никој ништо не знае што пишува тоа од јавноста. Многу мал број на луѓе знаеме што пишува. Ова е петти циклус. Во првиот циклус, тој е некаде 2002 година излезе, уште оведнаш ни се даде забелешка дека не можи во преамбула некој да биде, некој да не биде. Што е суштината да ги имаме бошњаците, да ги немаме хрватите во преамбулата, или тие беа во Југославија двајта конститутивни народи, или тоаш беа муслимани, не беа бошњаци, а хрватите си беа хрвати, или словенците, така ли, или црногорците. Зашо да немаме црногорци, имаме срби во нашиот устав. Има некој да го објасни. Значи, ние правиме со преамбулата, ја тоа го зборувам уште од 2002 година, дискриминација и исклучување. По некој си предрасува, некој си политичари, што тоа го прави, не знам што како се. Така што апсолутно во ваква ситуација дојде Хрватска 2000 и кога ги започна преговорите 2005 мисля, кога беше четврта, визионерството на Стипе Месич. Бијаче тоа ќе има многу поголеми проблеми, значи Хрватска со србите, колку што имаме ние со бугарите. Така ли? Историски, па дури со италијанците има хрватите има прилично голем проблем. Јас не заслужувам на добро вие. Молам? Јас не заслужувам дека не. Во ред, меѓутоа Стипе Месич што направи? Ги внесе
сите заедници, што тогаш ги имаше во пописот над 1000 во Хрватска, во преамбулата. Дури ги внесе македонците, на што Грција се представуваше Хрватска опстои на тој став. Дека мора да сами има македонци, се заснува македонци во Хрватска. А тогаш и Грција на хрватски претеше дека ќе ги забрани преговорите. Хрватска опстои на тоа, не е проблем. Меѓутоа, не само тука. Се направил цел пакет на закони, а Стипе Месич донесе уставен закон. Ние му кажавме тоа кога беше и Ѓорѓе Иванов, председател, дека тој треба го решува проблем со преамбулата, бе делегација на црногорци, хрвати, египчани, повеќе кај него и му кажавме дека треба го реши со уставен закон овој проблем, бидејќи да секој циклус со една Европа ни доаѓа таа забелешка. И тоа ќе биде на маса повторно. Погледа 23, тоа е на маса. Значи, и ако добро учите тие што пишува се овој договор, преговарачката рамка, значи пишува да не се дискриминираат заедниците што не се Добро. не е цитат, него суштината. Што не се опремута, запирка како што се бугарите. Значи бугарите се само едно, бидејќи бугаријата тоа сакаше и тоа им се прифати нормално, членка на Европска унија. Меѓутоа генерално е проблемот. Зошто вие не се кренавте, на пример, да бидете пожестоки кога се правеше преговарачката рамка и да речете не само бугарите, ние инсистираме ние да Па влеземе. ние побаравме, ние доставивме со барање. Ама не бевте гласни никогаш како заедници помали. Па немаше, видите, нема да го Него сега кога Бугарија притиска, тогаш и вие... дискурсот јавен беше македонци, бугари беше премногу, имаше протести, имаше пукања стели со како беше. Ние не пукав. Не, имаше Ние не други, пука. имаше опасност, Ние имаше со камења немава. така, значи најтезина беше атмосфера. Меѓутоа проблемот иако анализиран, иако е латентна, тоа е проблемот. Значи ние мора да дозволиме, иако пак ќе кажам, преамбулата на уставот кај нас не е норма. Ништо не се решава за преамбула, осем само по Бадентер тие вработувања ги има само правото овие што се спомената, иако има понекогаш и до другите. По тој не Бадентер него по ова за вработување, како се каже, се не ми текнува. Правична расподелба. Не, што го дава овој системот, Министерството за информатички... За информатичко Да. општество кое што да. Не се Балансер. согласувам. Балансер. Балансер. балансер, Тука страшно. одредено право. Сега. Да. Мислам дека Македонија ништо не губи. Ова прашање не се реша без ВМРО, тоа е факт. Значи мора да имаме некој надпартиски национален консензус, да седниме со ладни глави. Знаете што е проблемот? Проблемот е секогаш времето. Ние и со Грција имавме многу подобри предлози, што сме ги одбиле. Република Македонија врака да Скопје, не знам, имавме двојни формули. Ама и сега не беше Свето ерга тоа омнес, одбивме па и на крај власта дојдовме го- на ситуација ерга омнес за можеме да прифатиме. Не беше ерга омнес од страна на грците притисок. Последното ерга омнес, така ли? А Не. претходно имавме на Алош Смог беше се сечавате за да Скопје предлог, па имаше Двојна формула имаш. двојни формули. И на крај добивме најлошиот предлог што можеше да го прифатиме. Да не мисли кога ние се го одбиеме ова, ќе добиеме подобар предлог. Не, секој ќе добиеме полош и полош предлог. Бидејќи ние сме се согласувам мали, не сме во клубот таму, не ги поставуваме ние условите, ние само треба ги почитуваме тие стандарди што тие ќе ги дадат. Бидејќи Апсолутно не се согласувам. ние сакам да влеземе таму. Повелета Грчо? Апсолутно не се согласувам на комплексна инфериорност. Дали сме мали или големи, ние сме држава. Држава со сите нишани барем би требала да биде, со собствен суверенитет и со собствени надворешни политики. Ние не смееме да повладуваме на секоја уцена што ни доаѓа од надвор, ова се чисти уцени. Работата, се согласувам, е погрешена многу порано. Уште при пишување на првиот устав во Македонија, каде што требаше да постои македонска нација, ние не успеавме да создадеме граѓански устав со македонска нација. Па наместо сите да ги внесуваме како устав на Обединети нации да личиме, бидејќи еве ја имам две пријателки естонки што живеат во Македонија, ајде да ги внесеме и нив. Не се 1000. Не, па што Тоа е е вашата Хрватска. бројка од 2000 луѓе за да бидат внесени во Хрватска принцип е тоа, Вемола. да. Вемола. Значи тоа, Па не, ја кажам апсолутно не Вемола, се зашто? согласувам дека секој што постои во една држава, па покажете ми една држава на Балканов, не на Балканов, еве Франција,
каде што Франција не ние живеат, потпишувам конта каде што конвенција, не немајте живеат Франција да спомнуваме илјадници, сега, Франција. каде што илјадници Франција и луѓе Грција не различни се живеат. пример, не. Па сите ти имаат граѓански устави, вклучително Бугарија, Грција, сите. Сите се грци, сите се бугари, со тоа и тоа етничко потекло. Значи, пред се треба да си го изедат оние кои што го пишуваа првиот устав. Тоа ни создаде огромни главоболки, огромни проблеми. Ниту ни требаат египтјани, ниту ни требаат срби, хрвати и така натаму. Сите македонци, па внатре. И египтјани, и албанци, и срби, и така натаму. Значи, јас сум по тоа дека... Значи, тоа должен е прашање како се конструира македонски национален идентитет. Тука е проблемот. Тука е проблемот. Да. Значи, не се согласувам на наша инфериорност и прифаќање на услови. Ние ги прифативме сите услови. Хрватска мораше да прифати да даде територијални води на Словенија. Чекајте, Многу полош услов од тие што Не се согласувам. Хрватска не Србија мора да стави прифати ова што сега што и прават. Хрватска, што беше во војна со Србија, во Босна поготово, не стави никакво вето на Србија за да ги почне преговорите Србија со Хрватска и Европската Словенија, не зборам. Абе сега Хрватска и Словенија на Значи арбитражен Хрватска суд остапи завршија. територии, Не остапи никој ништо на арбитражен суд се. Па, не, Значи на арбитражен суд се. Значи станува збор дека за едно нормално однесување и за едно примитивно балканско однесување во кое што треба ние да влеземе сега во некакви митови и легенди за некој народ кој што останал замрзнат во некакви балкански војни, во некаква Сан-Стефанска Бугарија и ние треба сега да повладуваме на нивните желби. Знаете, не е страшно да ги ставите во уставот. Ја не верувам дека египтјаните, ако бидат ставени во уставот, дека Египет ќе има територијални претензии према Македонија. Но, нема ни Србија, нема ни Босна, нема ни... Но, да довршам ја кинете мислата. Но, овде се работи за еден отворен идентитетски напад од страна на Бугарија кон македонците, не кон египтјаните. Затоа сум поповикана од вас да зборувам за оваа тема која што ме боли. Викади по што? По етничка припадност? По етничка припадност, бидејќи македонски... По граѓански статус не, сме еднакви. Не заборавите граѓани. Граѓанскиот статус сме еднакви. Овде се македонците загрозени. Македонците даде отстапки при Преспанскиот договор и сега од македонците се бара отстапки и со бугарскиот договор. Тоа е себе виктимизација, Ве молам, сами се правите извор жртва. на сите зла е тој Преспански договор, ово е само комплементарен договор со него. Само виктимизација. Кога видоа колку сме инфериорни, колку знаеме да веднеме кичма, кој што кажа Заев. Грчава и вие сте последен. Колку што видоа дека знае Заев да ведне кичма, толку кога видоа што све дадовме на грците, тогаш се помамија бугарите и почнаа вета по вета. Јас го знам бугарскиот договор за добрососедство, но сега ние имаме во игра декларацијата во нивното собрание и протоколот. Тоа се опасни работи. Не е опасна работа да ги ставите во уставот, но кога ќе отворите тетратката што се отвара после нивното ставање, тоа е веќе опасна работа. И ја неќу да признам дека сум вештачка творевина од Коминтерна од 45-та година, како што пишува, некој друг да ми ги пишува у историските учебници, некој да ми чепка низ архивите безбедносни, како што пишува во протоколот, и многу е страшно да се дискутира со луѓе кои што не ги знаат документите. Значи, треба да ги знаете документите, за да знаете што зборувате. Дајте ве мола, немојте рака. Бидејќи сме пред крајот на последните минути, Грчава имавте заокружување на мислата, земам следуваат вашите минути и завршуваме онака како што почнавме со вас, повелете. Значи, прво, македонците, етничките македонци, не плаќаат ништо повеќе даноци од египчаните или од власите или од хрватите. Сите сме еднакви. По правата према државата сите сме еднакви. По наративот и по историскиот наследство тоа е друго прашање. И тоа исто е релевантно и не сакам тука да никој да навреда, ниту меѓутоа ние станува сега збор дека ние треба да одиме и ние преговараме не со Бугарија. Ние преговараме со Брисел, преговараме со Европската унија и ние треба ги прифатиме тие стандарди критериуми што нели ни се наметнува со тие поглавета што се колку става на број сега не се сеќам 36. Така да
во никој случај не треба ние да спинуваме и се да ја замајаме јавноста со некои си теории и тези од 19 Не, век. вие замајувате јавност и тоа 6-7 години. Како? Ја лажете дека Лажеме. чека Европа, Па само Европа, што не да. сме влегле во Европа, Европа. нормално, сите, значи, ако сега Преку следите малку грбот на како оди... македонците, како не оди на скрин- египтјаните. Не. Ве Значи, молам. тоа нема, тоа е небулоза. Не. Како оди скрининг, небулоза? па небулоза. Што се бара од египтјаните во Па еве во преговарачката доста биле работа? не биле равноправни со другите граѓани, што треба да се бара? Треба да дојме на еднакво ниво. Не само Ама од ние. нам ни се спори јазик, нам ни се спори постоење, нам ни се Како ви е спорат спорен јазик, кој малцинства. јазикот стои во регистарот на Обединетите нации, како ви се спори Немојте јазик? ве молам. Какво немојте, вие ве Дериват молам. на бугарскиот, па не сте ги прочитале Ама документите. ја официјално Обединетите нации како стои во Обединетите нации? Како стои таму? Тоа си стоеше, знаете од кого? А Од стоеше и 45-та. пред тоа. после Не, го, не 45-та, од кога после со станавме членка на Преспанскиот Обединетите нации како договор Македонија. останавме со Не како фуснота. СФРЈ, како Македонија станавме ние членка, тоа беше 94-та, кога беше Од тоа. Народна република Македонија. Не, тоа беше СФР, тоа друго прашање. Така што скринингот оди многу добро, процесот оди многу добро и пак ќе кажам, Тоа е за замајување. Ќе видиме, ќе покажат резултатите ќе од дојде Брисел. ќе дојде се извештаот, така е, ќе Кога ќе дојде дојде, пато ќе каса. видиме дали Од е- Ќе дојде извештај пато до каса. извештај ќе си се лажеме ние. Европа не Ама дајте ве влегуваме. молам со вакви паушални оценки, мислам доста Не ја се ја паушални, замајувате јавноста баш се и емпириски, дефокусирате баш се и емпириски. демагоги само ширите, А дайте не е малку точно. да видиме Ова реално. вашето се Не. флоскули и демагогии што ни вие- ги сервира Многу ќе власта. биде лошо ако ние сега не изгласеме ова и влеземе во група, тоа ќе биде тоа се ако ние останеме во група со Косово и Босна. Ништо нема да се а не- случи ако не изгласаме, Не, ништо. не. Албанија што ќе ќе се избега случи, пред нас, господине Земјан? Албанија ќе избега пред нас, Црна Гора и Србија преговараат, ќе ги речат тие проблеми што Ни- ги имаат. ни едните, ни а ние другите ќе останеме не во црна влагаат. дупка заедно со Косово и со Босна. И кој знае која друг пат ќе добиеме Ни шанса. Албанија не влегува, не А се дајте ве, секирете. молам сега. Не, не. Добро, Што сте вие времето до секако Садамосли ќе се, биде што сте? одговор. Значи, има тоа процеси. Само тоа сум аналитичар. све си, не, аналитичар по што? Значи, има тоа процеси и се оди по својот тек, како што секите Зошто не влеговме по брз колосек кога ни ветеја после Преспанскиот договор, Затоа што ако не е тоа исполнивме така? ни тој услов од Прибе. Тогаш, ете, што ја кажам. А Грција го исполнува договорот? Грција, а што не исполнила Грција? Грција го А нема исполнува сменато ништо, договорот? например, Што, односно нема знаковите? спроведено ниту една На Знаковите? трите одлука. протоколи не сме Мицотакис да ги стави во собрание кај Нема ни нив. корист од Како? новото За име, кој господине протокол? Земан. Што во знаковите Па ќе ви ги реков, користат? не ги Воопшто знаете користат документите. името Северна Македонија, А која јас што не сакам користат? да го потребам, па не користат. А што користат? Не користат, Скопје користат. Ние Сега акронимите ве не молам, ги тоа се факти, прифатија. тоа треба Ама само да што во уклучите, секојдневниот да договор во вклучите телевизор, телевизиски. значи во официјални документи се користи Северна Македонија, освен на Грција. Не е точно, како? има Не е точно. ослободување на она такс фри народски кажано на фришоп на пример, не стои. Не стои целото име ново уставно Каде Македонија. гледате МКДМК, што се РНМ стои која е непостоечка кратенка, но како и да е, дебатава секако ќе ни трае многу. Значи, А, во моментов ако продолжиме, мораме да Грција завршиме. е една од пријателите на Македонија и еден од добрите лобисти за Македонија да се продолжат. Доказ имате? Па има, земите Со тоа што се откажавме од малцинството во Грција ја Не, сметате. тоа се откажаше Ама Киро не се Григоров со откажавте вие од првиот договор. египетското малцинство, Значи, ние не се лажете, откажавме. значи того се откажаше Киро Григоров со првиот договор кој се подпиша со Грција, се откажавме од Македонија. И вие тука во ни- Бугарија се откажа Лјупчо Георгиевски кога подпиша со Бугарија И вие договорот. кажувате и сега тука кажете за дека ова влада се- Малцинската конвенција за малцински Грција права. не ја потпишала. Па кој Не ги ја потпишала. кој ги почитува нашите Грција малцински не ја права? потпишала и Франција не ја потпишала таа конвенција. А, така. Па не ги потпишала. Е, така. Мислам дека го пробивме и терминот. А ние сме ги потпишале и ги фиховале, тоа Па е. ние бидејќи не знаеме И Бугарија надворешна потпишали- политика што е затоа. Не, многу сме добро знаеме, потпишали. само вие така ви одговара. Рубен Мене Земан ми со одговара. Загрчава вечерва за или против, ви благодарам што бевте дел од политичкиот магазин и дебатата вечерва. Јас сум сигурна дека го задржавме вашето внимание. Ви благодарам што не следавте и останете со програмата на Алфа. Добра ноќ.